Неквалитетната или преоптоварената мрежа е причина за мракот во Скопската општина Аеродром, е одговорот што Нова го доби истражувајќи ги причините зошто стотици домаќинства од Нова година наваму секојдневно се соочуваат со прекин на струјата во оваа населба, а некогаш и по неколку пати на ден. Од Евана ни одговорија дека во услови на ниски температури нормално било да доаѓа до преоптовареност на мрежата и да снемува струја. Изминатите неколку дена АДЛМ купи струја од 4 компании: Гени, ЕЦ, Интеренерго и Дакце Комодис, по цени што се движеа од 140 до 219 евра за мегават. Алијансата на албанците смета дека албанските политички партии кои имаат пратеници треба да разговараат за идната влада на заеднички начин, исто онака како што заеднички ја потпишаа и декларацијата. Тие сметаат дека актуелниот мандатар Груевски со својата изјава последниве денови ја оспорува заедничката политичка декларација на албанските политички партии и бараат извинување. И од Беса како услов за преговори бараат прво извинување од Груевски за шовинистичките изјави во минатото. Зимскиот распуст за учениците ќе биде продолжен за 5 дена, односно наместо на 18 јануари, распустот е продолжен до 23 јануари, одлучи Комисијата за заразни болести, со цел да се спречи ширењето на заразата. Од вечерва ќе се врши и дезинфекција на јавните автобуси. Предходно Институтот за јавно здравје соопшти дека 2 деца на возраст од 3 и 4 години во текот на оваа недела починале како последица на компликации поврзани со грип, додека бројот на заболени полека опаѓал.